Ваша екселенција Кейт Мери Бърнс, амбасадор на Соединетите американски држави, почитуван Штефан Худолин, шеф на за соработка на делегација на Европската Унија, почитувана председателка на ЗЕЛС Даниела Арсовска, почитувани градоначалници, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Најнапред дозволете ми да го честитам јубилејот 50 години на заедницата на единиците на локална самоуправа ЗЕЛС. Ми представува чест и задоволство што денес сме сите заедно со цел да дадеме јасен сигнал за важноста на соработката на централната и на локалната власт, на поддршката на Европската Унија и на Соединетите американски држави во градењето на демократски капацитети за просперитет и економски напредок. Владата силно го поддржува рамномерниот регионален економски развој и затоа реализираме инфраструктурни проекти за подобрување на условите за живот во општините, како и проекти кои ја зголемуваат нивната финансиска независност. Развиени општини значат силна економија. Во таа насока уште во 2018 година со 50 милиони евра им се помогна на општините да сервисираат 50% од својот долг со цел да се ослободи развојниот потенцијал на општините кој со години се таложеше во долгови и блокирани сметки. Сега се имплементираат трајни законски решенија за системска функционалност и самостојна работа на општините, за финансиска независност, градење капацитети и услови за привлекување на нови инвестиции и економски развој. Со измените во Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа ја заекнуваме децентрализацијата и овозможуваме максимално можен трансфер на надлежности од централно на локално ниво. За таа цел се реализира реформа за унапредување на фискалната децентрализација преку 3 главни столба, и тоа раст на приходите на општините, отплата на долговите, како и домаќинско, транспарентно и отчетно работење. Инфраструктурните проекти за општините се од големо значење и затоа владата со ТАФ програмата реализира инфраструктурни проекти из целата држава во скоро сите општини. Поточно се реализираат 94 инфраструктурни проекти кои се директно насочени кон потребите на граѓаните со вкупна вредност од 49,7 милиони евра. Дел од проектите се завршени, дел се во завршна фаза и треба да бидат реализирани во 2022 година, а крајниот рок за завршување на сите проекти е 2023 година. Тоа се реални проекти кои владата ги реализира за секојдневни реални потреби на граѓаните, како уредување на водоводни мрежи, речни корита, училишни згради, младински центри, патишта за поврзување, домови на култура и ред други инфраструктурни проекти поддржани и промовирани од градоначалниците на сите општини. Владата, како и досега, со буџетски средства со поддршка на меѓународните финансиски институции, ќе спроведе проекти конкретно насочени кон развојот на општините. Пред да ги споменам инфраструктурните проекти, за општините сакам да напоменам дека владата во консултација со сите чинители донесе пакет антикризни мерки со цел олеснување на ценовните притисоци од енергетската криза и растот на цените на храната на светските берзи. Ќе споменам само неколку значајни проекти кои се насочени токму за општински развој. Со проектот Европска Унија со општините, со кој председава министерот за локална самоуправа, во наредните 3 години во општините Велес, Радови, Штетово, Аеродром, Врапчиште, Охрид, Струмица и градот Скопје ќе се реализираат големи проекти во вкупна вредност од 5,5 милиони евра. Голем успех во реализацијата има и проектот за подобрување на општинските услуги за над 35 општини во земјата, спроведуван од Министерството за финансии, со поддршка на Светската банка за реализација на 99% од планираните капитални инвестиции во 2020 година. Во 2021 година, преку овој проект се реализираа капитални инвестиции во износ од 800 милиони денари. Во рамки на годинешниот буџет за МСИП, проектот пак предвидена е реализација на повеќе проекти, меѓу кои и оној за подобрување на енергетската ефикасност во државата. Со проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор се обезбедени средства во вкупна вредност од 25 милиони евра, од нив 5 милиони евра се предвидени за здравствени објекти и 10,5 милиони евра за проекти за општините. Со средствата во оваа фаза енергетски ефикасни ќе станат 18 здравствени установи, како и објекти за кои 17 општини имаат поднесено 54 проекти. Проектот за поврзување на локални патишта од 70 милиони евра, Министерството за транспорт и врски го започна да го реализира во 2019 година и ќе продолжи се до 2024 година. Се реализира во 80 општини, се спроведуваат градежни активности за рехабилитација, реконструкција и надградба на локални патишта и улици во вкупна должина од 450 км. Уште еден крупен проект кој се реализираше изминатите 10 години во насока на подобрување на општинската инфраструктура е водоснабдувањето и одведувањето на отпадни води. Со средства во вредност од 100 милиони евра,
поддржани се сите општини за изградба на подобра инфраструктура за водоснабдување и пречистителни станици. Овој проект ќе продолжи во иднина со дополнителен фонд средства за поддршка на унапредувањето на локалната инфраструктура. Навистина има уште многу вредни проекти кои се реализираат во општините, ќе има и во иднина, и верувам дека заеднички со сите капацитети ќе ги искористиме механизмите кои се на располагање за подобрување на животот на граѓаните. Владата силно поддржува реализација на трајни добра, на инфраструктурни инвестиции кои значат развој на општините, за граѓаните, за нови инвестиции, вработување и економски развој на целата земја. Секоја криза представува можност. Силно верувам дека од оваа светска економска и енергетска криза ќе излеземе посилни како држава, посплотени и ќе работиме заедно со една единствена цел за просперитет и напредок за нас и за генерациите кои доаѓаат. И благодарам на вниманието и уште една сакам на сите градоначалници, на претседателката на ЗЕЛС, на вработените во ЗЕЛС, на сите граѓани да ви честитам успешен јубилеј 50 години и да ви посакам уште многу јубилеи во земја која што оди напред. Ви благодарам.